една цела година групата ДНК се враќаат на сцената и најавуваат уште едно концертно искуство. Имаме последна година пак клубска свирка со бенд и верувам дека ќе биде како што uvek е со нас, онака енергично на стејдж. Верувам дека ќе има луѓе, верувам дека ќе биде сега што треба, распуштени се сите сесии се завршени, убаво време, топло најавија, тама преку ден нема да искачат, има 50 степени, навечер ќе си бидат на ладничко у парк. Затоа што Панчо често има соло настапи, која е разликата помеѓу DJ Shorty P и Панчо ДНК? Мојата работа како DJ и ДНК нема доперни точки. Ја настапувам сам континуирано сегде преку цела година, разлика е тотално различна енергија. Баш кога сме со бенд, има апсолутно голема разлика. Од сите три работи, кога сме сами со DJ, кога сум ја DJ и кога е бенд. Промоцијата на нивниот албум Уште еден ден помина добро, но какви се реакциите од публиката? Па сега за сега, по оно што гледаме и ние најголем репер, YouTube, за месец дена прилично доста се слушани песните. И како што кажа Панчо, баш не интересира која од новите песни што ги издадовме на албумот, највише ќе пеат луѓето. Ќе промовираме неколку песни, нема сите да ги пееме, пошто нели се сите нови одеднаш ќе биде не баш толку окей. Како пробата, така и нашиот прилог не може да помине без изјава од шефот. Кажи ми како е да се сработува со Панчо и Сандри? Па после вчера микрофони ме што лета. Треба да да видите. Тама се момците топ. Концертот кој е закажан да се случи во недела остануваат уште 2 дена, па како тие се подготвуваат и колку им траат пробите? Зависи што имаме домашна. Значи ако имаме повеќе ствари или целиот репертоар за концерт, подолго. Ако имаме само нови ствари, концентрирани сме само тие две, побрзо иде. А случката со микрофонот ја потврди и Панчо. Супер, вчера например беше на почеток тензична, ама после тоа си беше сега што треба. Летаа микрофони, ја фрлав микрофони, ама после тоа беше сега што треба. Тоа требаше да снимат. Овој пат атмосферата повторно беше еуфорична и цела среќа никој не маваше со микрофон, но затоа пак еден од членовите на бендот беше неодговорен, а според Андреј, на секого може да му се случи да задоцни. Се Ципко закасни, нашиот басист, иначе горе-доле сите знаеме, луѓе сме или да се деси гужва. Ние сме горе-доле точни сите, меѓутоа некојаш знае да се случи, тоа е нормална работа. Да некој задосни, како и да е, јас верувам дека ова преостанато време што ние направува, дека ќе ги скоцкаме песните од прва до последна кога што треба. Ципко не задоцни многу, па пробата почна навреме. За крај пробавме, но не ни го открија репертоарот на песните кои им се планирани да ги сведат во недела. Тоа ќе оставиме тајно, затоа што нели изненадувањето во тоа како почнеш и како завршиш концертот, си има некој распоред направен според она како би требало да течат некои работи текот на вечерта, односно нели побрзи, поспори балади, момент на балади, момент на играње, момент на спуштање, на дигање на атмосфера, се целата таа интеракција помеѓу нас и публиката, така да тоа треба да дојдете и да го снимите. Понаш имавме можност да го слушнеме на пробата, ние со сигурност одиме, а наш совет до вас е да не го пропуштите ова музичко случување.